Драги пријатели, 7,5 години работиме посветено на правење на многу проекти. Многу работи се завршија во Македонија. Се промени Македонија. Македонија отиде напред. Не е точно тоа дека имало две Македонии, што го пласираат Стефчо Пендаровски, Заев, Чекеринска и другите во СДСМ. За нив една е Македонија, тие што гласаат за нив, а секој што не гласа за нив бил друга Македонија. И така дошле до заклучок дека има две Македонии. Нема две Македонии. Има една Македонија во која што луѓето имаат демократско право да гласаат за кого сакаат, да подржат во чии политики повеќе веруваат, да подржат програма во која што се веруваат дека ќе им помогне во наредните 4 години, да подржат политичка гарнитура за која веруваат дека држи до зборот кога нешто ќе вети, да подржат економски тим кои што во најтешки економски услови во Европа успеа не само да не ја зголеми невработеноста, туку и да ја намали за 10% поени од рекордните во Европа 38, кога дојдовме во владата во 2006 на 28 колку што е сега, отворајќи 120.000 нови работни места во 7,5 години во едни исклучително тешки околности. Драги пријатели, тоа беше период во кој што се намали стапката на данокот на додатна вредност за туристички услуги, за ноќевања, сместувања со појадок, полупансиони, пансиони и така натаму од 18 на 5%. Не беше само туристичките услуги. Се намалија данокот на додатна вредност во многу сектори. Се намали во земјоделска механизација, се намали во сурово масло за јадење, се намали во јавен транспорт, компјутери, софтвери, лекови, се намали за сончеви колектори и за редица други работи кои што се значени за луѓето, значени за граѓаните. Ние од тоа тргнуваме што е важно за овој народ и како да му се помогне. Како резултат на политиките и мерките за промоција на Македонија, како атрактивна туристичка дестинација, успеавме вкупниот број на туристи во Македонија да се зголеми за 40%, а бројот на странски туристи да се зголеми за 100%. Се зголеми и буџетот за образование за 67%. Се овозможи бесплатно основно и средно образование. Веќе родителите не купуваат учебници за децата во основно или во средно, ниту пат го плаќаат транспортот за оние ученици кои мораат да патуваат до училиште ако не е доволно близко до нивното живеалиште. Се набавија компјутери во училиштата, се сменија програми, се модернизираа, се реновираа многу училишта, се изградија нови училишта. Високото образование го направивме многу подостапно за младите. Се отворија нови универзитети. За само 7,5 години 2 нови универзитети, над 25 нови факултети, над 50 дисперзирани студии. Бројот на млади студенти што почнаа да студираат драстично се зголеми на дури 97% од завршените средношколци. Во минатото беа по 40-45%. Сега над 90% од младите одат на високо образование. Им се дава шанса, им се дава можност. Ги намаливме цените на високото образование на символични 200 евра годишно. Направивме многу чекори да му помогнеме на овој народ, особено на младите, да можат да живеат поуспешно, да имаат повисоко образование, повеќе знаење и на тој начин да си создадат посрекна иднина. За оние кои што заради било која причина не остваруваат здравствено осигурување, а немаат други приходи, овозможивме здравствено осигурување за сите граѓани на Македонија, вклучувајќи ги невработените или оние кои не оствариле право на пензија, односно тие добија плави картони. Цените на лековите се намалија во повеќе наврати. Во тоа особено предничеше носителот на третата изборна единица Никола Тодоров, со чија помош, подршка и директна инволвираност во повеќе наврати ги намаливме цените на лековите. Со тие намалувања во една година сега граѓаните прават заштеди од 30 милиони евра. Значи 30 милиони евра остануваат во џебовите на граѓаните секоја година,
а не одат во джебовите на фармацевските куки и фармацевските олигарси на СДСМ. Тоа е водење на држава и грижа за сопствениот народ. Тоа е ВМРО ДПМН. За земјоделците бевме ветиле дека ќе воведеме субвенции и постепено дека тие ќе растат и во четвртата година ќе стигнат до 20 милиони евра. Тоа беше во 2006-та. Не толку. Туку 550 милиона за само 7,5 години се исплатија субвенции за македонските земјоделци и поддршка на македонското земјоделие. Тоа никогаш го немало во Македонија. Земјоделците живнаа. Им се врати надежта, им се врати силата. Во првите 3 години расчистуваа стари долгови од тие субвенции. Дури подоцна почнаа по нешто да инвестираат, да прават нови капацитети, да се прошируваат и така натаму. Минатата година, како резултат на овие политики, но и на многу други политики во земјоделието, Македонија извезе рекордни во историјата, половина милиарда евра земјоделски производи. Распределивме над 16.000 хектари државно земјоделско земјиште на илјадници македонски граѓани кои сакаат да се занимаваат со земјоделие. Пред тоа, државното земјиште стоеше необработено, луѓето седеа дома без работа и без корка леп. Еве го земјиштето, го распределивме, луѓето што беа невработени почнаа да го работат, вработија и уште по некои, кои од семејството, кои од своите блиски, ем се вработија луѓе, ем поголем извоз, ем помалку невработени, ем земјиштето да се обработува. Тоа е политиката на ВМРО ДПМН. Затоа имаме поддршката на мнозинството граѓани. Драги пријатели, овозможивме субвенции за набавка на земјоделска механизација по принципот 50-50, во која што земјоделецот, кога набавува трактор или друга механизација, плаќа само половина. На тој начин се овозможи да се набават 1200 трактори и над 5500 парчиња друга земјоделска механизација. Тоа е конкретна помош на земјоделците. За сите граѓани овозможивме увоз на половни возила. Ја намаливме царината и акцизата. Луѓето си го подновија возниот парк, а многумина за прв пат дојдоа до автомобил. Покрај ова се олесни, односно се намали цената на зелениот картон за патнички возила, за товарните возила и моторите. Годишниот зелен картон за патнички возила од 66 до 66 киловати се намали од 160 евра на 60. За патничките возила над 66 киловати од 160 на 90 евра, за мотоциклистите од 90 на 30, а за товарните возила од 450 на 280 евра. Директна поддршка со секој чекор, со секоја работа што ја направивме, директна поддршка на македонските граѓани. Овозможивме легализација на дивите градби. 350.000 луѓе поднесоа барања. Веќе 100.000 го решија проблемот, другите се во тек. Овозможивме легализација на дворните места, додека бранковите и СДСМовските олигарси ја правеа приватизацијата и за речиси без пари ги добија најголемите фабрики во Македонија. Народот тонеше во сиромаштија. Рековме, добро е да се даде можност за символична цена од 1 евро квадрат да се заврши и дворните места да им се дадат, и дивите градби да се завршат, и земјата што е под дивата градба исто така за 1 евро квадрат. Тоа е начинот на работење и односот кон народот на ВМРО ДПМН. Изградивме многу спортски објекти, фудбалски игралишта, спортски сали, мултифункционални игралишта, тениски терени. Создадовме многу добри услови за развој на спортот. Овозможивме 20.000 пензионери да ја искористат бањско-климатската рекреација, а оваа година уште 5.500 исто така ќе ја искористат. За пензионерите овозможивме континуирано зголемување на пензиите, кое што порасна за најниските за 74%, а за средните пензии за 62%. Тоа е конкретна помош за пензионерите. Драги пријатели, да не дужа многу, јас само ќе споменам една работа. ВМРО, кога ќе ја добие довербата од народот, работи, го исполнува ветувањето, а на крајот излегува со отчет. Еве го последниот отчет, ова е трет наш отчет за граѓаните. Ние
секогаш сакаме да дадеме отчет за дадената доверба. Во тој отчет може да се видат илјадници наши проекти направени, ветени пред тоа и реализирани. Дел од нив не ветени, а реализирани, а напишано и тоа што е она што сме го ветиле, а не сме стигнале да го реализираме и зошто. И за среќа тоа не е многу, тоа е сосема малку, меѓутоа имаме еден чесен однос кон граѓаните, чесен однос кон народот, укажувајќи на се што е направено, што не е направено и зошто не е направено. Така ќе продолжиме и понатаму. Сето ова не го кажувам за да кажам дека заради минатиот труд, заради досегашните дела и реформи, треба да ја добиеме довербата. Не, ова е само гаранција за тоа што денес ви го ветуваме во новата програма, дека тоа ќе биде реализирано. Затоа велиме, програмата се вика проверено, што значи дека е докажано дека се реализираат проектите што ги дава ВМРО ДПМН. Ова е таа програма, овие се тие нови 2046 проекти кои што ги нудиме за граѓаните.